Почитувана македонска јавност, мандатари, министри, почитувана колешка Лукаровска, морам да забележам дека во споредба со никој од вашите соговорници, вие навистина барем имавте добласт да ја погледнете посоодветно програмата, односно да ја прочитате. Меѓутоа, чинам дека е и доблесно да кажете дека програмата прави навистина еден сериозен скрининг на состојбите, односно моменталните состојби во државата, кои што впрочем ги наследуваме од владата на СДСМ, каде што и вие бевте дел. Имено програмата е реформска и има за цел да го рестартира или врати во живот буквално секој сектор. Моменталната влада наследува еден колапс, почнувајќи од економскиот сектор, од каде што вие доаѓате, понатака во здравствениот, образовниот, културолошкиот и секако правниот сектор. И длабоко во програмата, ние за разлика од претходната влада, предвидуваме јасни мерки. И веќе споменам само дел кој што би сакала и вие да ги прокоментирате, а гледам никако ги избегнувате, кој што прават јасна разлика. За разлика од 7-годишното владење на СДСМ, каде што си уште ги чекаме Google и Facebook, ние предвидуваме веќе во вторник повеќе од 400 милиони евра инвестиција. Оваа влада предвидува сериозна поддршка за локалните самоуправи, кои што во изминатите години има сериозна блокада. И не би продолжила со дополнителен прогон и политичка тортура во однос на блокада на проектите за локалната самоуправа, кои што при тоа значи живот за граѓаните кои што живеат во тие населени места, но ние предвидуваме 250 милиони капитални инвестиции за конкретни проекти за поддршка на локалната самоуправа. Се осврнавте во делот и на надворешната политика и европската интеграција. Вие го имате моментално колегата Митко во делот од партеничката група, кој што доаѓа од секретаријатот за европски прашања. Ќе ве замолам да го прашате која е најголемата придобивка на европската интеграција. А беше апсолутно испорачана од поранешната влада на ВМРО-ДПМН. Визната либерализација. Визната либерализација покажав ни ја донесе впрочем владата на ВМРО-ДПМН. Така верувајте во капацитетот и на оваа влада и јас сум убедена дека нашите стратешки приоритети апсолутно и со сигурност ќе бидат испорачани, а и ќе донесеме дефинитивно многу поквалитетен живот од она што вашата влада за жал не успеа да го испорача. Ви благодарам.